Задушување е причината за смртта на сите 59 жртви во несреќата која се случи во дискотеката Пулс во Кочани. Обдукциите на сите починати биле завршени за краток период, а за ова биле формирани 6 тимови во кои освен експерти од судска медицина, вклучени биле патолози и тимови од Министерството за внатрешни работи. 70% од жртвите биле на возраст помеѓу 16 и 29 години. Обдукцијата е многу важна и поради идентификација на жртвите. Затоа биле користени два методи – ДНК анализа и дактилоскопија. Од починатите 16 се припаднички на женскиот пол, 43 се мажи. Што се однесува до причината за смрт. Кај сите 59 настрадани, причината за смртта е насилна и е настаната заради насилно задушување. И е во директна поврзаност со пожарот во дискотеката Пулс. Кај дел од нив се пронајдени изгореници од прв и втор степен, кај тројца имаше изгореници од четврт степен. Облеката и личните предмети на загинатите, кои што се најдени за време на обдукциите, се наоѓаат во Институтот за судска медицина и се во надлежност на јавното обвинителство. Доктор Станков посочи дека за токсиколошките анализи ќе биде потребно повеќе време да се завршат, пошто ќе бидат испратени во обвинителството. Ние сега ги работиме токсиколошките анализи да утврдиме што е присутно во крвта, меѓутоа според макроскопскиот наод за време на обдукциите, кај најголем број од нив има јаглерод моноксид. Јаглерод моноксид е многу опасен газ, тој е без мирис, без вкус, делува на централниот нервен систем. Според објаснувањето на докторите, обдукциите се клучни за да излезе правдата на виделина и да има комплетен судски процес. Тимот бил екипиран за 1 час. Обдукциите започнале во вечерните часови на 16 март, а комплетно со потврдена идентификација завршиле на 19 март. За помош се понудиле колегите од Грција, Србија и Босна и Херцеговина и Албанија.